2 години, според македонскиот правосуден систем, само толку вреди еден млад човечки живот кај нас. Мислев дека сум видел се во Македонија, но по скандалозната одлука на судијата Евлетин Ферати, сватив дека нема дно кое ова наше судство не може да го пробие. Зарем навистина постои човек што мисли дека со оваа пресуда е задоволена правдата за прераното заминување на 22 годишната Теодора Ристевска? Не, сите сме згрозени. И не само од пресудата, туку и од фактот што, како и во случајот со младата Фросина, ако покопате малку во минатото, ќе видиме дека и овој случај си има своја позадина. Имено оваа пресуда доаѓа од судија кој беше фатен на дело дека си ги пречкртувал оценките на факултетот во Тетово за да фати услов да може да го изберат за судија. И ајде сега што го фатија на дело и што антикорупционерите на времето бараа да биде кривично гонет, обвинителството по притисок на јавноста мораше да отвори предмет. И што се случи? Ништо. Немало основ за гонење. Зошто? Затоа што ете некако магично на факултетот се појавиле документите дека студентот Ферати барал да ги преполага испитите и ете ви писмен доказ дека го достигнал посакуваниот услов од осмица за да стане судија. Ако ова не мириса на расипана од километар, ја не знам што. И џабе премиерот и сите бараме од судскиот совет да ја прииспита неговата работа. Па како ќе ја прииспита? Како во случајот со судијата Пајазит и неговата скандалозна одлука? Казната што ја доби затоа што екс-командантот на УЧК ја кидна од Македонија, откако Пајазити наместо во затвор го пушти во куќен притвор, е само 30% од плата во наредните 6 месеци. И тоа ова е едно од најмалите казни кои постојат за судиите. Помала е само усно да го искараат како прводеленец. Тоа е судството во Македонија. А најтрагично е што таму состојбите, дури и после трагедијата во Кочени, воопшто не се променети, а изгледа нема ни да се променат. Така што не очекувајте рестарт на системот без сериозни кадровски резови, односно подитно на клучните позиции да дојдат вистински луѓе кои ќе спроведуваат законски, институционални и секакви други реформи на сите нивоа. Во спротивно, останавме на она како и досега, дека не може полицијата толку да уапси колку што правосудниот систем може да ослободи.